Навистина ми е мерак што самото тоа што 3 часа дискутираме покажува дека ја креваме од клиничка смрт оваа комисија која што by the way е единствено уставно спомената. Ова е само почеток, верувајте, моите планови како председател на комисијата е таа да не стане форум на политичко надгласување и надмудрување, туку баш форум за стручна дебата и се надевам со мнозинството од пратениците и со нас како опозиција дека тоа во овој мандат би го постигнале. Она што е сега тема на интерес и на дневен ред, јас лоцирав неколку пунктови на кои што би сакал накратко да се задржам, бидејќи веќе 3 часа дебатираме. Првото што мене и како правник, па можеби како политичар, ми е чудно е самата правна рамка на комисијата. Она што ние правниците го викаме судирна надлежности и такви се и позитивни и негативни, најчесто кај нас се негативни, бидејќи никој не сака да го земе предметот. Значи, она што прво во членот 110 од Уставот, во ставот 1 алинеја 3, самиот Уставен суд за одредени човекови права е надлежен да постапува, а тоа е забрана на дискриминација по 6 основи. Во законот се 26 и со тоа што кажа колешката Бендавска по принцип на екземпларно набројување, не таксативно, со тоа што остава отворена листа, овие се 5. Сега, потоа го имаме омбудсманот со членот 77 во Уставот, си отиде представникот на омбудсманот, меѓутоа амандманот 11 ставот 2 вели народниот правобранител посветува особено внимание за заштита на начела на недискриминација и потоа го залепува ова соодветна и правична застапеност, што алудира при толкувањето дека тој повеќе би се грижел за етничка дискриминација како основ, но од ваквата формулација исто така е дадена како институција која итекако е надлежна да се грижи. Потоа во членот 45 на Законот за народен правобранител тие дури имаат и посебно оделение за заштита од дискриминација. Потоа доаѓа овој закон кој што колешката Бендавска вели е лекс генералис, јас сепак би рекол дека е лекс специјалис затоа што регулира посебно тело со посебна процедура која за жал не знаеме каква е, дали е управно, дали е посебна управна, дали е управно судска која понатаму продолжува и тие квази судски тела затоа ми се мене мошне проблематични, да како експертски, но како би требало да функционираат во нашиот систем. И потоа во членот 32 овој вашиот закон по кој вие постапувате вели дека тужбата се поднесува до граѓански, а не до управен суд, како што беше сега случајот. Но јас имав ситуација каде што еве од пример, вие утврдивте дискриминација дека Талјат Џафери го дискриминира Димитар Апасиев по основ на политичка припадност затоа што во 30 други случаи еднакво постапил, во мојот поинаку. И ние со тоа ваше мислење отидовме на суд. И судот се прогласи за ненадлежен. И не упати на Уставен суд. И сега сме на Уставен суд, во октомври имаме судење, со интенција да стигнеме и до Страсбур, затоа што веројатно и тој суд можеби да се прогласи. Значи имате и од друга страна, како капак на се, покрај значи оваа прекршочна, видовме колку, имате и кривична. Еве, јас успеав 6 збора дискриминација да најдам во нашиот актуелен кривичен законник. Тоа е членот 394, ширење расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем и членот 417 расна и друга дискриминација, каде што исто така основите се многобројни. Значи, ако го уклучите и ОЈО како орган, вие имате 6-7 органи кои што имаат испреплетени надлежности и ние не знаеме, секој си вика јас не сум надлежен, јас сум надлежен. Значи, правната рамка според мене би требало да оди кон поедноставување на процесите. И дали ние ќе го судиме дискриминацијата да биде кривична, да биде прекршочна, бидејќи па сега по најновите кейсови кои доаѓаат, не може граѓанинот и прекршочно и кривично да одговара за еден ист деликт. По правилото не bis in idem, не може два пати за иста работа. Од тука мислам дека правната рамка со таа јавна расправа која би евентуално поминала низ оваа комисија треба да цели кон поедноставување и јасна дистинкција помеѓу сите овие органи, затоа што вака како што е, мислам дека остава простор за негативен судир на надлежности, а тоа значи секој орган да вели јас не сум надлежен, одете кај другиот, со што се губи од ефикасноста. Следниот пункт е она што го кажа и колегата Реџеп Исмаил. Мислам дека дали поради тоа што и во критериумите за ваш избор
се бара претходно искуство, што е и добро во работа на човекови права, меѓутоа се уште некако пристапот на оваа комисија е NGO-ашки, така како да не се само перцепира себе си за државен орган, а каде тоа го лоцирам? Тоа го лоцирам во проектите кои ги работи, ворете вие да работите проекти со државни органи, иако и по закон за општа управна постапка вие сте должни меѓусебно да комуницирате како надлежни органи. Меѓутоа, проекти кои би се работеле со странски амбасади, се малце, според наше политичко гледање, малце она што вие го викате сива зона. Другиот пункт кај што го гледам овој NGO-ашки пристап се меморандумите за соработка. Што ако тие луѓе со кои што вие сте пропишале или потпишале меморандуми се најдат како странка во вашата постапка? Ме разбирате од кој аспект? Тоа е како судот сега да почне, бидејќи вие сепак донесувате мислења каде што има спротивставени странки, мислам дека не во ред да се потпишуваат меморандуми со невладини организации. И она што сакам преку кейс ло, веројатно највеќе сликовито да објаснам вашата работа, она што мене ме заинтригира. Прво, очекував представката, или ајде да почнем со ова што го споменав со испреплетените надлежности. Се доведуваме во ситуација да имаме различни ставови од различни институции кои се надлежни за човекови права. Еве, веднаш ќе ви кажам, бидејќи јас пред да се бавам со политички активизам, се бавев и со правен активизам, дававме правна помош преку Движење за социјална правда Ленка на сиромашни граѓани и на претежно стечајци и слично. Ова мислење во кое сте го донеле за студенти на приватни универзитети со бесплатен јавен превоз. Вие велите дека тоа е дискриминација, но Уставниот суд многу години, не се ни сеќавам кога, ако се сеќавате, се донесе закон за материјално обештетување на стечајците, таму беа опфатени само 25-30 фирми од ФСЛ-2 аранжманот. Тоа беа познатите загубари. Кога ние како представници на Ленка го оспоривме тој закон пред Уставен суд баш поради ова што вие го кажувате дека не може да дискриминирате дали фирмата е приватна или државна, стечај си е стечај, тие резонираа поинаку од вас. Тие рекоат не, државата е собственик и државата има право да си ги обештети своите вработени, а за приватните нека му мислат тие. И така постои законот, до ден денес си постои, тие луѓе земаат материјално обештетување до пензија, со тоа што приватните фирми не беа опфатени. По таа аналогија сега имаме две спротивставени мислења. Тоа е вашето мислење кое вели дека и приватните студенти на приватните треба, и мислењето на Уставен суд кој вели не, државата си е. Ме сваќате од кој аспект го кажувам ова, бидејќи може при 7-8 различни органи секој да зазема своја позиција и граѓаните да останат со куси ракави. Следно, она што јас го очекував е оспорувањето на балансерот како типична алатка на дискриминација да биде оспорено пред Уставниот суд од ваша страна, а не од страна на Државната комисија за спречување на корупција, бидејќи балансерот сам по себе не е коруптивен, тој е дискриминаторски. И мислам дека иницијативата за оценување на уставноста на балансерот требаше да дојде од ваша страна, а не од друга комисија. Следно тука што се поставува, често го експлоатиравме денеска, сегрегацијата на учениците роми. Значи, мене како, би се нарекол и експерт по право, не ми е јасно како може сегрегацијата на учениците албанци во Струга да биде човечко право, а сегрегацијата на учениците роми во Кочани да биде дискриминација. Или сме ние исти за сите, не може за едните во Струга да има посебни смени, да има посебни училишта, да има посебни оделенија, а кога тој модел ќе се преслика на друга етничка заедница, тогаш да биде дискриминација. Не, во двата случаја е дискриминација и затоа не треба да се оди со такви посебни смени, туку треба да се оди со мешани паралелки, како што беше и случајот со Југославија. Инаку има и други модели во Европската Унија, кои што сепак, иако се европски, ние имаме често тој евроцентризам ни наведува дека тие се понапред, не, тоа е балтичкиот модел, ако сакате да го земете, каде што има над 25% руси во балтичките земји и тие немаат право да се образуваат на свој мајчин јазик. Што тоа, ако го пресликаме тука, ќе доведе до граѓанска војна, претпоставувам. Кога веќе ги споменавме овие, она што вие го имате потпишано со АВМУ, некаков си меморандум, јас очекував од вас,
кога беше оваа специјална воена операција во Украина, АВМУ даде препорака да се Russia Today да се тргне од кабелските оператори. Вие како комисија, бидејќи имате меморандум за соработка со него, требаше да му укажете дека не може така тој да се гледа, тоа е класична русофобија или како сакате, не знам стручно како. Значи, токму поради тоа што баш една половина од вашите представки се токму во доменот на јавните медиуми, кои Латас ги викаше куртон медиуми, така. Значи, не може АВМУ, една агенција со обична препорака да врши цензура на меѓународен канал. Тогаш дајте и BBC да го тргнеме или и CNN да го тргнеме, разбирате. Следно е двојните стандарди кои што јас ги гледам во овој извештај, кои што вие во кейсовите самите сте ги навеле, а според мене е политички афилијација. Јас сум левичар и не го крием тоа. Дури интерпелацијата против спикерот беше за секуларизам. И јас се ежам кога ќе видам поп или оџа да ми шета во собрание. Но, вие не сте политичари и треба се држите до словото и до духот на закон. Не може кога поп ќе вреѓа LGBT, тоа да е вознемирување врз основа на сексуална ориентација и вие тоа да го констатирате, а кога LGBT активист ќе рече црквата да одјебе, да речете ние не сме надлежни. Или сте надлежни во двата случаи, или не сте надлежни повторно во двата случаи. Бидејќи и црквата, колку и ние тоа како функционери да гледаме да се, таа е дел од граѓанското општество. Таа треба да биде секуларно одделена од државата и ние како се залагаме за строга секуларизација, но таа е дел од општеството. Од тука мислам дека имате двојни стандарди и ако не се лажам, тој наплив на представки 185 се токму за тој транспарент. Следно што ми падна чудно е тоа што има интенција оваа комисија да премине во она што ние го викаме Facebook милиционери на мислата. Значи, вие да цените Facebook објава на пратеник. И велите, да, тој како јавен функционер има општествена одговорност. Не, тој има имунитет. Значи, пратеникот и од друга страна, ако сакате да вулгаризираме до крај, нема политички говор без говор на омраза. Значи, ние левичарите ги мразиме капиталистите, капиталистите не мразат нас. ВМРО-вците ги мрази, добро, не ги мрази СДС-овците, ама ајде да ќе кажам, повеќе нас не мрази левичарите, левичарите ги мразат ВМРО-вци. Значи, природен феномен на омраза не можете да го канализирате се дека биде во говор на омраза. Од тука, диалектички гледано, ако сакате, познати теоретичари велат дека токму поголемата слобода на говор ќе биде лекот за ова, а не репресијата. Она што вие го правите, мене ми наликува на репресија. И последното на кое што јас замерувам е тоа што вие немате, не знам како да го кажам, правен можеби немате, но пак е политички некој механизам на тоа што вие имате уфрлени бугарски тајни служби кои преку фиктивни здруженија на граѓани поднесуваат серија представки до вас преку албански адвокати. И знаете за кој зборувам, таков беше случајот и со нашата генерална секретарка, пишала нешто за бугарите во уставот и тоа е дискриминација за бугарите и сега она треба како пратеник да објаснува што не. Тоа не може да биде затоа што тоа е типично Facebook милиционерство и од тука вие треба многу умешно со рака која трепери да вагате помеѓу што е тоа слобода на говор, што е тоа критика. На крај крајава нека се навредуваат, но ние гајле ако се навредуваат, ние тука по цел ден се навредуваме со колегиве, па пак си викаме здраво. Значи, сепак градиме некоја друга политичка култура. Но пак ќе кажам, нашата работа е да ја градиме таа култура, а вашата работа е тоа правно да го процесирате. Но итекако вашата работа има правни последици, затоа што вие веќе градите некоја оставштина од еден состав, друг состав и тоа кейс лоу итекако ќе се рефлектира во иднина и затоа мислам дека овие пунктови кои ви ги посочив треба да ги разгледате во иднина затоа што се со добра намера. Ви благодарам.